Таа е нашата гордост и кој што се гордееме со неа, Штип се горде и ја поддржува во нејзините успеси понатаму. Станува збор за Марија Данева. Марија, добре дојде во мојата емисија. Ти благодарам за твоето одвоено време и баш ми е мило што ова е прв пат твое интервју и што е токму во нашата телевизија. Добре дојде и како си? Добро ве најдов, одлично сум, вие како сте? Одлично и јас, и како што кажав, навистина ми е драго што си дел од мојата емисија, што вака убаво ќе помобитеме за твоите идни планови, за тоа што го постигна на Звездите на Грант, бидејќи како што најавив, навистина ни е драго и си нашата гордост и ја знаеш дека имаш нашата поддршка. Како се појави љубовта кон музиката, што беше она пресудно за Марија да се занимава токму со оваа професија? Па, љубовта кон музиката се појави уште од мали нозе. На 6 годишна возраст изразив желба да свирам на пијано. Па тогаш моите родители ме запишаа во нижото музичко училиште во Штип, каде што 3 години свирев пијано. Подоцна се појави некоја желба за пеење. Па во 2009 година за прв пат пред луѓе, пред народ на сцена, настапив на тогаш најгледаното и најслушаното фестивалче Чунгалунга, каде што се представив со песната Горан и Зоран. Така. И од тогаш понатаму почна се повеќе и повеќе да се зголемува таа желба и не си погрешила и не треба ни да се кажеш, еве го твојот успех, имаш успеси понатаму, нели во еднина се разбира дека ти посакувама. Сега како дојде до идеја за пријавување на Звездите на Грант? Станува збор за едно добро, значи прекрасно шоу, едно од најгледаните на Балканот. Кој те пријави? Како се реализира таа идеја? Јас сама се пријавив, бидејќи сакав да бидам дел од таа сцена. Пријавувањата се одвиваа онлайн, каде што преку клип требаше да испратеме и преку тој клип тие одбираат и мислам дека бевме пријавени 2000 луѓе и подоцна ми се јавија дека сум примена, дека сум една од приманите. Среќа. Да. И бев во Белград, каде што морав да присуствувам физички. Так. И подоцна ми се јавија и ми известија дека сум избрана во тие 120 кандидати. Отлично. Да, и така почна таа аудиција. Дали ти се веруваш, имаш ли трема? Дали очекуваше дека твоето име и презиме ќе го изговорат? Дека ќе ти се јава, дека ќе има нели соработка заедно со нив? Па искрено мислев дека ќе ми се јават. Потајно да? Да. Мислев дека ќе ми се јават, бидејќи работев, вежбав и мислев дека тоа ќе се исплати, дека... Така. Сега кога веќе ти сама да спомена нели за вежбањето, колку време одзимаат тие проби, како се бираат песните, дали се консултирате нели со менторите, во која група сте, колку членови има во таа група, како стоат тие работи? Па на почетокот, бидејќи јас сум од новите кандидати, сега се надпреваруваме стари против нови, бидејќи во 2019-та поради пандемијата таа емисија беше прекината и сега во 2020-та заедно не споја со нови кандидати. Да. И така сето тоа почна. Тие 120 нови кандидати бевме кај Мили. И се спремавме заедно со него. Тоа беше онлайн час преку Skype. Му кажав неколку песни. Да, песните сама си ги одбрав. Јас му само кажав отприлика кои песни ќе сакам да ги пеам. Тој ме преслуша, ме поправи каде што треба да поправам и... Така, дали ми ли е строг? Не. Не. Така. Да. Ве слуша и ви ги исполнува оние ваши ветувања, нели, на кои што го сакате, желби. Марија, кажи ми, нели, ги доби сите 6 гласа. Да. Како што кажав, тоа е сепак наша гордост и се гордееме со тебе. Како се чувствуваше во тој момент? Дали очекуваше дека ќе ги добиеш сите 6 гласа? Дали имаше трема од менторите? Бидејќи нели секој го искажува подоцна своето мислење? Па искрено постоеше таа позитивна трема. Бидејќи прв пат настапувам на толку голема сцена, да. Очекував
бев сигурна дека можам да ги добиам сите 6 гласови, бидејќи стварно напорно работев и вежбав, максимално се дадов од себе на таа сцена и тоа. Така. Марија, кажи ми, што е пресудно што треба да го поседува еден пејач кој што би сакал, например, за да влезе на таа голема сцена, за да се покаже, да ги покаже своите гласовни способности? Пред се треба да се вежба, Многу да дадеш, многу труд да вложите. Својот максимум да го дадат од себе и дарбата кој што имаш ти. Да, им препорачувам на сите кои што сакаат да бидат дел од таа сцена, да се пријават на аудициите на Звезде Гранда секоја година и да го доживеат тоа што сега јас го доживувам. Тоа чувство, така. Што ќе ти остане во најголемо осеќавање? Како се дружите со другите учесници? Сега како ќе се одвиваат пробите, знаеме дека пред малку пред снимање ни кажа дека ќе бидат онлайн. Сепак поради за жал ситуацијата со COVID-19. Сега поради празниците се затворени пак границите, пак треба корона тестови и часовите ќе се одвиваат онлайн на Zoom и ќе мора да се спремаме. Така, но сепак не е ништо страшно, онако што се сака, се работи, тоа е најважно. И сега ментор е Јелена Карлеуша. Дали ќе избираш понатаму брзи песни, дали балади, дали се размислувала околу тоа? Мора секогаш да има една брза песна, една спора песна. Песните си ги бираме ние. Така. Меѓутоа праќаме клипови да не слушнат и доколку они имаат нешто да ни предложат, ни предложуваат, пробуваме, праќаме исто така и така бираме песни, потоа работиме на Zoom онлайн. Така. Што очекуваш ти? Кои се твоите очекувања? Дали планираш нешто во иднина? Докаде Марија сака да стигне со Звездена Гранд? Како се гледаш себе си? Искрено очекувам сега следното снимање ми е на 27-ми. Очекувам исто така да се покажам во најдобро светло, да дадам се од себе, да го живееш својот сон. Да го доживеам својот сон и тоа. Ние стискаме палци за тебе. Благодарам. И сега, за жал со COVID-19 ситуацијата година која што живееме лоши денови на нешто кој што не сме биле подготвени. 2020 веќе заминува, ние сме во новогодишно поплане. Како ти би ја заокружила 2020 година? И што е она кој што си посакуваш себе си и твоите најблиски? Најпрво јас си посакувам на сите добро здравје, да се грижат за нивното здравје, да се грижат за самите себе и за луѓето околу нив. Се надевам дека ова пандемија наскоро ќе заврши. На сите им посакувам исто така среќни празници, да се чуваат и тоа. Знаеме дека нова година вечер ќе ја пречекаш во твојот дом. Така, ти посакувам се најдобри исполнување на сите твои замисли и цели. Продолжи само така. Уште еднаш ќе кажам дека си наша гордост и знаеш, се надевам дека уште еднаш вака убаво ќе си помобитиме, ќе те следиме. Ќе ги следиме твоите чекори, ти посакуваме се најдобра и Марија, чувај се и нека 2021 година ти биде уште подобра од ова. Благодарам. Ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе има и следно. Се разбира. Со задоволство. Ја на коленима сам и бичу тако знам док се будем сјечала тебе под прстима ја. Изгубила сам вид и које е бојезид и за којег санјаш ти. Гинем, за тобом љубави гинем, ко војник на ноќној стражи, ко човек кој среќу тражи. Ево идем и само за едно још бринем, што призначу си све ја, кад убiju ме сјеќања.
traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja, kad uviju me sjećanja. Ima li treme kod vaše ćerke? Pa ja mislim da nema. Ne. Onda nema iskustva s ovim takmičenjima. Nema. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve